Најновата одлука на владата за засилени контроли и мониторинг во таргетирани подрачја со поголем број на позитивни случаи на COVID-19 најде на остри критики од лекарите. Доктор Спировски во разговор за Алфа алармира дека голем дел од одлуките на Комисијата за заразни болести се нелогични и нема да дадат позитивни резултати, исто како и претходните. И ова мерка е равна на оние што претходно владата ги донесе, а кои не дадоа одредени позитивни резултати, затоа што претходно мерките кои беа донесени беа многу нагло прекинати. Кај луѓето, јас не сакам да ги напаѓам граѓаните, кај луѓето се створи една ситуација на релаксираност, на задоволство, мислејќи дека штом такви мерки биле донесени, значи дека вирусот е полека се уништува. И Спировски предупредува дека во Комисијата за заразни болести итно се потребни промени. Комисијата за заразни болести донесе многу нелогични одлуки во однос на заштитата од коронавирусот. Мислам дека таа реконструкција на комисијата треба да биде во насока на зголемување на бројот на еминентни инфектолози, еминентни епидемиолози и секако клиничари, а со самото проширување на таа комисија ќе се даде еден мултидисциплинарен карактер на истата. Дали во услови кога секојдневно имаме по повеќе од 100 позитивни на ковид, треба да има избори? Спировски вели дека сега е невозможно. Треба да имаме еден период од прилика 28 дена, според епидемиолошките правила, да бројот на заболените од коронавирус биде 0 или биде блиску до нулата. Односно да има малку заболени, што значи дека уште повеќе би ја потенцирале целата ова ситуација која ни оддалеку не е добра. Но не е само Спировски. Голем дел од лекарската фела стои на истиот став, дека избори со рекордни бројки не треба да се случат.